Со исполнување на повеќе композиции, бугарскиот музички ансамбл Арс Бароко накратко ги врати Штипјани во 17 и дел од 18 век, по времето на ренесансата на барокот, кога преку музиката сликовито се опишувале чувствата кон убавината. Ние сме музиканти кои се занимаваме с... Ние сме музичари кои се занимаваат со уметничките дела на барокната музика од 17 век, конкретно на Бах, Вивалди, Веричини и слично, и се обидуваме на пошироката јавност да им покажеме дела кои не се многу познати, но се од големо значење. Пред се сакаме да ја покажеме соработката на уметниците на дувачките и жичаните инструменти. Покажем колаборацијата, сотрудничеството меѓу духовите инструменти и меѓу Штрайх. Ансамблот Арс Бароко постои од 2006 година и досега повеќе музичари учествувале на голем број настапи, а во моментов е составен од 9 музичари, од кои повеќето работат во Националниот музички театар Стефан Македонски во Софија. Досега 2 пати настапувале во Република Македонија, а благодарение на Владимир Лазаревски, професор во музичката академија при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, беа дел од 30-то издание на Штипско културно лето. Ова е нивна втора турнеја во Република Македонија. Тие пред 2 години овој ансамбл настапуваше во Битола, во Скопје, но не успеавме тогаш во Штип и сега благодарение на Штипско културно лето и на господинот Кирил Панејотов успеавме оваа година да ги донесеме во Штип и да имаме настап. Вечерва да свирам како дел од ансамблот и заедно со Калин како солист на 2 концерти од Албинони и од Верачини. Исполнувањето на барокната музика за градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев беше исклучителен настап на врвни музичари, кои според него заслужуваа побројна публика. Како осврт на сите настани во изминатиот период, Захариев истакна дека е задоволен од реализирањето на програмата и настапите на сите уметници кои ги видовме во текот на изминатиот месец. Мојот апел е до Штипјани кога има такви настани да доаѓаат масовно и да уживаат во тоа што им се пружа. Жал ми е што не присуствува оној стручниот дел, музичката фела. Ние имаме средно музичко училиште, факултет за музичка уметност. Знаеш, сите сакаат да бидат гледани, а кога има таков настан, некако присуства нешто слаба. Така да мојот апел е да луѓето доаѓаат, едноставно да уживаат во таквите настани и верувам дека и оваа година ќе биде запаметено Штипското културно лето по убавите настани и убавите настапи. Мислам дека системот кој е воспоставен за овие 30 години дава резултати.